Исто со твитот на премиерот Никола Груевски вчера, откако амбасадорите го собратија и нели го повикаа да го испочитуваат договорот од Прижа. Како коментирате односот, како договори реториката која што се менува владачката партија, каде повикуваат на одбрана, граѓаните застанат во одбрана на државните интереси? Па јас во понеделникот ја повикав меѓународната заедница да излезе со единствен став и да ги посочи оние кои што треба да ја сватат пораката. Вчерашниот твит на премиерот ми кажува дека тој очигледно не сакал, туку одбива да ја прими пораката, меѓутоа мора да знаеме и убаво беше кажано и во соопштението на амбасадорите дека ова не е лична битка, туку оние кои што ја водат државата имаат специјална улога, посебна улога и мора да водат сметка за своите постапки. Многу е важно и тоа го потенцирав и сега во неформалниот разговор со амбасадорите да не биде санкционирана државата, нема зошто граѓаните сите ние да ја плаќаме цената за неодговорното однесување на актуелната влада. Тоа веќе почнавте со политика. Господине Жановски, кои би можеле да се тие инструменти преку кои владата се уште успева да го блокира тоа договорението во Пржино? Кои се тие инструменти? Дали ова налага на нови протести на опозицијата? Не треба да имате посебни инструменти, треба само да не сакате, да немате волја да го спроведете сето тоа, но вчера беше многу јасно кажано дека овој договор е валиден затоа што се ставени подписи. Сите ние кои што сме јавни функционери се одговараме за тоа пред јавноста и секое почитување, и што е многу битно, непочитување на договорот ќе си произлезе после своји санкции. Ви благодарам многу. Јас во понеделникот кажав дека најлошото сценарио што можеме да го видиме, она што сме го гледале во нашето соседство, тоа е да имаме судина народ со народ, граѓани со граѓани. Се надевам дека тој што го заговара тој план или тој што го мисли тој план, дека ќе се откаже од тој план. Тука повторно очигледно се неопходни притисоци од амбасадорите. На крајот на краиштата ние мора да излеземе сите заедно како победници од оваа криза. Кризата е од друга страна добра шанса да покажеме дека сме општество каде што сепак може да функционираат да кажеме органите во државата, да функционира системот и што е најважно да покажеме зрелост како политичари. Благодарам многу. Да. Дали е под ваша ингеренција бараката за матично за реконструкција? Таа е под град Скопје, не е под општин центар, никој до сега беше средена.